Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате: дотраеноста на водоводната мрежа причина за честите дефекти. Угостителите сметаат дека треба да се дозволи да се организираат свадбите во нивните објекти со посебни протоколи. Денес во Тетовскиот регион се регистрирани 10 нови случаи на COVID-19. Неколку тетовски населби и денес се оставаа без вода. Два поголеми дефекти во главната водоводна мрежа веќе трет ден предизвикаа прекин во водоснабдувањето во делови од градот. Со шишења жителите на тетовската населба блок 70 полнат вода од надворешна чешма, бидејќи во нивните домови неколку дена има прекин во водоснабдувањето, поради два поголеми дефекти во главната водоводна мрежа. Дополнително се жалат дека мора да купуваат вода за пиење, а отежнато им е одржувањето на основните хигиенски потреби. Со истиот проблем и денес се соочуваат неколку населби во градот. Па од вчера више. А со сати не знам колку се, фактички ќе дојди до 2 дена. А што пра нашиве овдека и градоначалникот дали ја врши работата своја или не знаем, ама ова не го видува. И како се снаоѓате? Доаѓате тука на чешмата да пуните? Фала Богу што го има и ова. Да го немаше, требаше на бајниче да одиме. Без вода, па катастрофа. Катастрофа, невидено нешто. 2 дена иде тамо вамо да узми вода, вода сваки ден на рука сака. За домачини, ама што да правим? Касви и ја да чедим, и моја фамилија, ама касви, а само ја не може да чедим. Ама нема грешка, и тебе и мене, други, држава. Мораш да мисли. А гласа сака, а за луди не мисли. Повеќе од половина од жителите на Тетово во среда и четврток немаа вода, додека денес проценките се дека во 85% од градот водоснабдувањето е нормализирано. Прекинот настана поради два поголеми дефекти во главната водоводна мрежа. Цевка пукна на улицата Цветан Димов, на чие целосно санирање се работеше речиси 2 дена, за паралелно да се појави и дефект во паркот покрај Шарената џамија. Старата дотраена водоводна мрежа е причина за честите дефекти и прекините во водоснабдувањето во Тетово. Градот долги години се соочува со вакви проблеми. На оваа тема разговаравме со раководителот на секторот водовод и канализација при јавното комунално претпријатие Борче Бојовски. Целиот разговор со него погледнете го на крајот од вестите. Имаме ние водоводна мрежа од формирањето на водоводот од 90 години, а дел од неја ја викаме новата водоводна мрежа, таа веќе нова водоводна мрежа датира од 70-тите години, што значи со старост од над 50 години. И на тие такви цевководи имаме појава на чести дефекти кои претпријатието е секогаш во функција да ги отстранува тие појави. До ден денешен постојано е во тренд развој на демографски и урбан развој на градот Тетово. И тој развој мора да се следи и со делот на водоснабдување. Сега, при тој развој, системите се развиваат со постојано надоградување, дополнување на нови водни количини како потреба за вода за пиење. И за сега имаме состојба каде што обезбедени се потребните количини на вода за пиење во доволна мерка, меѓутоа треба да се врши реконструкција постојана на замена на старите веќе дотраени материјали кои се стари, рекоме, 90-50 години и така натаму. Тука малку имаме недостаток во тој развој, бидејќи се потребни големи финансиски средства за такви зафати. Од Центарот за јавно здравје Тетово информираат дека денес во Тетовскиот регион се регистрирани 10 нови случаи на COVID-19. 10 нови случаи со COVID-19 се регистрирани во изминатото деноноќие во Тетовскиот регион. 6 од нив се од општина Тетово, 2 од општина Брвеница и по 1 случај од општините Теарце и Егуновце, информираат од Центарот за јавно здравје Тетово.
Министерот за здравство Венко Филипче во своето вчерашно гостување во емисијата Само вистина рече дека бројот на заболени од COVID-19 се намалува, при тоа додавајќи дека се прават анализи и се бараат контактите на заболените лица. Филипче изјави дека здравствениот систем веќе 2 месеца интензивно се подготвува за есенските месеци, со зајакнување на постојните јавноздравствени установи за третман на пациентите со коронавирус. За прв пат функционира новиот контролен и координативен центар во рамките на Министерството, кој што го отворивме со помош на Светската здравствена организација, во кој што електронски ќе почнат да се собираат и анализираат сите епидемиолошки податоци од прашалниците, ќе се дистрибуираат до соодветните служби, санитарниот инспекторат, Министерството за внатрешни работи, на тој начин многу се олеснува работата, но и увидот во овој епидемиолошки дел од целата оваа стратегија. Понатаму веќе е инсталирана модуларна болница до инфективната клиника. Тоа е еден капацитет од 70 кревети, кој што за сега само во еден краток период беше делумно пополнет, 10 пациенти беа веќе сместени. Таму и со тоа сериозно се зголемува капацитетот на инфективната клиника, која што има 110 болнички кревети. Во овој момент се пополнети некаде 80, значи се уште има слободен болнички капацитет и тоа е добро и тоа е еден сегмент на кој што исклучително многу внимание посветуваме и еден сериозен индикатор дали треба евентуално се воведат дополнителни рестриктивни мерки. Нови 10 пациенти со COVID-19 се диагностицирани во специјализираната болница за гериатриска и палијативна медицина 13 ноември во Скопје. Надлежните информираат дека се асимптоматски случаи кои се откриени со тестирање и ќе бидат сместени во изолиран дел и за нив ќе се грижи кадар од болницата. Поради забраната, семејните веселби во Полошко претежно се одржуваат во домашни услови. Има и такви кои се организираат во рестораните, а голем дел од нив добиле опомени. Угостителите сметаат дека треба да се дозволи да се организираат свадбите во нивните објекти, со посебни протоколи слични на тие кои важат за користење на услуги во затворениот дел од ресторанот, како на пример за семејни ручеци. Ова е ресторанот кој беше казнет затоа што дозволил да се организира свадбена веселба. Тој е единствениот во Тетовско каде пазарната инспекција му стави клуч, затоа што не ги почитува протоколите. Од инспекторатот велат дека опомените даваат ефекти, затоа и голем дел од угостителските објекти кои организирале свечености добиле таква мерка. Во последно време ретки се веселбите, претежно се организираат во домашни услови, каде немаме ингеренции да контролираме, но сепак и за ваквите церемонии во домашен амбиент не консултираат. Но сепак не информираат. Доаѓате и кај нас, бараат дозвола или прашуваат дали имаме некоја мерка после ова тоа, им објаснувам и продолжуваат со тоа. Да не претера 40-50 души нормално е, сите таа тесната семејства, не можеш да бегаш од тоа. Тетовци пак поделени, дел од нив не сакаат да ризикуваат, а некои пак би оделе по свадбени церемонии, но со соодветна заштита. Не би оделе. Што да се плашиш, него треба се внимава само. Колку може ќе се пазиш, колку не може, не може. Не би одел прво ради моето здравје лично и плюс ради моето семејство. И додека се чека да се измени протоколот број 8, кој забранува органзирање веселби, угостителите трпат огромни загуби. Ова е еден од рестораните во Тетовско, каде, како што гледате, масите се празни, гости нема. Собственикот вели дека поради корона кризата, работата тука е намалена и за над 90%. Тие сметаат дека забраната треба да се укине, оти и така е дозволено да се користат услугите во затворените простории. Поради корона кризата се соочуваме со тешки економски последици. Протоколите се донесоа кои што пропишуваат оддалеченост од 1,5 метри од лице до лице и 2 метри од маса до маса. Овие протоколи важат за секојдневна работа, а не важат за свадби, крштевски и родендени, кои не се потребни за наш обстанок. Ние сметаме дека со овие протоколи можеме да се организираме за вакви семејни веселби. И Мемети смета дека треба да се измени протоколот број 8. Ако на пример во еден општ ресторан за исхрана имаш 80-90 души, зошто да не може да се организира во еден салонски
ресторан за свадба кога има капацитет со 500 души да се организира таква манифестација. За разлика од месеците април и мај, во јуни во Тетовско се казнети неколкумина угостителски објекти кои не ги почитувале здравствените протоколи за време на пандемија. Податок кој според инспекторатот доволно говори дека свеста кај гостителите е поголема. За неколку дена ќе се објави протоколот за следење на настава, објави министерот за образование Арбер Адеми. Веќе е изготвен и нов предлог план за тоа како ќе се реализира новата учебна 2020-2021 година. Не би сакал сега многу да се задржам на тоа, бидејќи работата не е целосно завршена, а дополнително и целта на денешната конференција е презентација на наводите од истражувањето на искуствата на училишните директори, наставниците и родителите од изминатата учебна година. Само ќе кажам дека планот за од септември ќе биде финализиран во следните денови и јавноста соодветно ќе биде информирана за тоа. Важно е да се знае дека во предвид се земени мислењата на сите оние кои се засегнати во овој процес и кои сакаат да дадат придонес кон квалитетот на тој процес. Организирањето на наставата преку средствата за електронска комуникација од наша страна не е со амбиција да се замени традиционалниот или конвенционалниот начин на организирање и реализирање на образовен процес во училници. Секако дека и во такви развиени земји каде што постојат и технички, безпрекорни технички услови за да се организира настава, во регуларни околности не се организира преку средствата за електронска комуникација, бидејќи и јас стојам на тоа мислење дека наставата во училница нема замена. Нема замена. Така што сме биле приморани и сме приморани да предвидуваме модели, да предвидуваме опции, да предвидуваме алтернативи само со една единствена цел да не трпи застој образовниот процес. Граѓаните на Тетово вчера вечер се собраа на градскиот плоштад за да го искажат револтот од најавеното поскапување на електричната енергија. Протестот беше во организација на невладиниот сектор во Тетово, односно неколку невладини организации. Тетовци против поскапувањето на електричната енергија. Вчера вечер во голем број се појавија на Тетовскиот градски плоштад да го изразат своето незадоволство од најавеното поскапување на струјата. Собирот беше во организација на неколку невладини организации од градов. Има многу голем револт од граѓаните, бидејќи не беше ни времето ни моментот да се поскапи, да се направи еден таков потек, значи да се побара од регулаторната комисија да се покачи струјата во моментот кога луѓето се во една длабока криза, економска криза поради пандемијата, само заради тоа што гигантот не успеал да ги постигне таргетите за профит, затоа луѓето се бескрајно револтирани и едното од барањето на ова организација, на овој протест е да се повлече таа одлука за покачување на струјата. Уствари сега е моментот не да се покачи, туку треба уште да е поевтино поради лоша состојба, да. И исто така бараме од владата да го повлече како орган оваа комисија, бидејќи како што се докажа Достеја работи во интерес на гигантот, не работи во интерес на народот и истовремено да се формира нова комисија арбитрарна која ќе ги уствари брани интересите на граѓаните. Од невладиниот сектор потенцираа дека бараат Ивана да не биде монопол на пазарот во електрична енергија, односно да има и други оператори кои ќе нудат такви услуги. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 10 часот и 30 минути на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар патничко возило управувано од 24 годишник од село Зубовце удрило во пешак 22 годишна жителка на Гостивар. По незгодата таа се пожалила на повреди и била пренесена во медицинскиот центар Гостивар за укажување лекарска помош, информираат од СВР Тетово.
Во полицијата биле регистрирани 2 физички пресметки помеѓу браќа. Вчера во 16 часот и 30 минути во полициското оделение Ростуше 54 годишник од село Присојница пријавил дека претходно пред куќата каде што живее со неговиот брат поради нарушени семејни односи и несогласувања бил нарушен јавниот ред и мир со меѓусебна физичка пресметка на која што претходела вербална расправија. Ноќеска пак во 3 часот и 10 минути во полициската станица Гостивар 51 годишник од село Чегране пријавил дека претходниот ден околу 17 часот и 30 минути во дворот на неговата куќа дошол неговиот брат и поради финансиски недоразбирања физички го нападнал. Во двата случаи се преземаат мерки за расчистување, пошто ќе следат и соодветни поднесоци. И во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитна маска биле казнети вкупно 35 лица, 24 во Тетово и 11 во Гостивар. Во овој период на 19 лица во Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а извршени им биле контроли на 604 лица со вакви решенија, од кои 245 на Тетовското и 357 на Гостиварското подрачје. Познати се сите учесници на завршниот турнир на најдобрите 8 екипи во Лигата на Европа. Вечерва продолжуваат надпреварите од фудбалската Лига на шампиони. Екипите на Бајер Леверкузен, Севиља, Базел и Вулверхемптон Вулф се последните учесници на завршниот турнир на најдобрите 8 екипи во Лигата на Европа. Најинтересно беше на дуелот кој се одигра на неутрален терен во Германија, помеѓу екипите на Севиља и Рома. Овие две екипи одиграа само еден надпревар, бидејќи Италија и Шпанија беа најпогодени држави од пандемијата на COVID-19 пред прекинот на фудбалската сезона. Севиља со головите на Регулон и Ел Насри ја совлада Рома со 2:0. Возбудливо беше и во Англија, каде Вулверхемптон Вулф со минимални 1:0 го совлада грчкиот Олимпијакос, откако првиот надпревар заврши 1:1. Стрелец на единствениот погодок на надпреварот беше Хименес уште во 9-тата минута од пенал. Швајцарски Базел и повторпат беше подобар од Ајнтрак Франкфурт, откако на вториот надпревар победи со 1:0 со голот на Фреј во 88-та минута. Со истиот резултат заврши надпреварот помеѓу Бајер Леверкузен и Глазгов Ренџерс. Единствениот гол за германската екипа беше дело на Диаби во 51-та минута. Надпреварите од Лигата на Европа продолжуваат на 10 и 11 август, а познати се и двојките за четвртфиналето. Интер Бајер Леверкузен, Манчестер Юнајтед Копенхен, Шахтјор Донецк Базел и Вулверхемптон Вулф Севиља. Сите надпревари ќе се одиграат на неутрален терен во Германија. Вечерва продолжуваат надпреварите и од фудбалската Лига на шампиони. Јувентус на домашен терен ќе се обиде да ја надополни негативата од 1:0 од првиот надпревар против Лион, додека Манчестер Сити ќе ја брани предноста од 2:1 стекната на гостински терен против Реал Мадрид. Следува целиот разговор со Борче Бојовски, раководител на секторот водовод и канализација при ЈКП Тетово. Уште од далечната 1930 година изграден е првиот водоснабдителен систем за градот Тетово, што подразбира зафаќање на природна изворска вода од Шарпланина, доведување до градскиот резервар и изградба на разводна дистрибутивна водоводна мрежа низ градот со над 30 км. Тој систем и до ден денеска е целосно во употреба. А што се однесува на вашето прашање за појавата која се случи со дефекти на водоводната мрежа, тоа се реални факти кои што имаме ние водоводна мрежа од формирањето на водоводот од 90 години, а дел од неја ја викаме новата водоводна мрежа, таа веќе нова водоводна мрежа датира од 70-тите години, што значи со старост од над 50 години. И на тие такви цевководи имаме појава на чести дефекти кои предпријатието е секогаш во функција да ги отстранува тие појави. Како овој проблем да се надмине? Знаеме дека Тетовци веде цени го чека новиот водовод, пред неколку години беше изграден, меѓутоа повторно има проблеми со водата за пиење, иако водата од шара е доволна, како што нели кажуваат претпоставените од општина Тетово и ЈКП Тетово, за да се снабдат жителите со вода за пиење. Како да се надмине овој проблем?
Па како што кажав дека водоводниот систем на град Тетово датира од дамнешната 1930 година, 90 години рековме. Од тој момент па до ден денешен постојано е во тренд развој на демографски и урбан развој на градот Тетово. И тој развој мора да се следи и со делот на водоснабдување. Сега при тој развој системите се развиваат со постојано надоградување, дополнување на нови водни количини како потреба за вода за пиење и за сега имаме состојба каде што обезбедени се потребните количини на вода за пиење во доволна мерка, меѓутоа треба да се врши реконструкција постојана на и замена на старите веќе дотрајани материјали кои се стари, рекоме 90, 50 години и така натаму. Тука малку имаме недостаток во тој развој, бидејќи се потребни големи финансиски средства за такви зафати. Тоа се сериозни градежни зафати, каде што треба се раскопуваат сообраќајници, асфалтирани улици и така натаму. Моментално каква е состојбата со водата за пиење? Колку имаме издашност, односно литри во секунда во градот и како ја оценувате оваа состојба во летниот период? Моментално водните ресурси даваат количина која е повеќе од потребната која што му треба на градот Тетово. Во моментот може да има обезбедено ресурси од околу 500 литри во секунда. Тоа е премногу за градот Тетово. Меѓутоа има појава на голема нерационална потрошувачка од страна на граѓаните. И тука апелираме при повисоките температури појавата да се внимава на штедење на водата, односно рационално користење. Меѓутоа, освен тоа рационално користење кое што го рековте, најверојатно и старата дотрајана градска водоводна мрежа тука има многу губитоци на вода. И тука е проблемот, практично. Главните цевководи од ако е стара водоводна мрежа, тие се многу квалитетни материјали од тоа време, глиено-железни цевки. Меѓутоа дефектите се појавуваат и на честите дефекти се појавуваат на малите приклучни цевководи кои се веќе кородирани, дотраени, со тесни профили и така натаму. Значи треба целосна реконструкција на повеќе делници од градската водоводна мрежа на градот Тетово. Кога зборуваме за недостаток на вода, мора да спомнеме и за квалитетот на водата. Може ли да ни објасните каква вода пијат тетовци? Тетово во моментот треба да биде среќен и задоволен што мислим на населението што има такви услови за користење на вода за пиење. Целата вода се користи од планинскиот масив на Шар планина, тоа се природни извори, а последниот зафат кој го имам изградено и пуштен во потреба пред 3 години, тоа е зафат на речна вода, односно тука градската река Пена, меѓутоа во течението на горниот тек, горе на висока надморска височина од над 1500 метри, и таму е безбедно од аспект на загадување на таа вода од страна на граѓани и така натаму. Меѓутоа, за обележување дека последниве години, десетина години, имаме на таква појава и тенденција, па дури поттикнати од владини институции одредени, заради развој на туризмот на Попова шапка, развој на енергетски стопански објекти, малите овие хидроцентрали кои се сега во ек на градење, и други појави како и стопанство, стошарство, напасување на стока и добиток. Сето тоа се одбива во тие сливни подречја, каде што се зема вода за водоснабдување за потребите на градот Тетово. Тука треба посебни поригорозни мерки околу заштита на тие системи. Меѓутоа, пред да ја користат граѓаните водата, таа сепак се испитува од Центарот за јавно здравје и се филтрира ке новата филтр станица во село Лисец, вадарот на село Лисец. Тоа е аспект на делот на следење на квалитетот на водата за пиење. Тоа е постојана, секојдневна процедура каде што е задолжен Центарот за јавно здравје тука во Тетово, исто така и Републичкиот центар за јавно здравје, со повремени испитувања се врши и се следи секојдневно квалитетот на водата. Немаме случај на појава на неквалитетна вода за пиење до сега. Како што кажавте и заклучивте, имаме доволно вода во градот, меѓутоа имаме рестрикции поради старата мрежа, губитоците на вода, меѓутоа и нерационалното користење од страна на тетовци. Има ли некои најави од општина Тетово затоа што ако се работи за инвестиции, реконструкција, да речеме ајде нивно врскате тоа да се направи? Има ли најави од општина Тетово тоа во наредниот период, некоја идеја, некој проект за реконструкција на таа мрежа, затоа што овој проблем е со децении? Па секоја година во програмските активности и на јавното комунално предпријатие и на програмите за работа на општината Тетово, тие се предвидуваат тие работи. Меѓутоа се зависни од големи финансиски вложувања, големи финансиски средства се опрашају. Тука е неопходна поддршка на владина поддршка за покривање на тие финансиски средства и постепено
чекор по чекор, замена на веќе дотраената и надмината за употреба делови од градската водоводна мрежа. Има некои првични проценки, колку тоа според вас би чинело реконструкцијата на таа цела мрежа? Па сумите се огромни за целосна реконструкција која е неопходна за да се изврши, некаде се преку 20 на милиони евра. Вака, интересен е податокот кој што нели и вашите колеги го споделуваат, кажате дека моментално иако е летен период имаме доста издашност на изворите, Тетово добива околу 500 литри вода во секунда. Еве колку за споредба еден Загреб колку литри во секунда им се потребни за да ги задоволат потребите на жителите на Загреб? Сега, ако го зборуваме тоа се веќе прописи и стандарди кои ги има воведено Европската Унија на сите дејности, па така и во делот на водоснабдување. Тетово има потреба максимална и не сме да ја надмине таа граница. Повеќе од 300 литри во секунди не треба да троши Тетово, како рационална потрошувачка за водоснабдување. Строго наменска. Меѓутоа Тетово со 400-500 литри во овие денови со високи температури горештини, а пред се за наводнување на тревници, плошници, за перење, автомобили и така натаму, троши многу поголема количина отколку тоа што му е нормирана према прописите на Европската Унија. Дали според овој заклучок можеби треба да се размислува за користење на техничка вода во градот за овие намени, како што кажавте, автоперални тревници и слично? Па техничка вода веќе во градот постои како ресурс од поранешните индустријски капацитети од фабриките кои постојат, таа може да се пренамени за таква намена, меѓутоа треба да се изврши адаптирање на тие системи. А и во секој случај пред се треба да биде рационална потрошувачка пристапот и секаде мерење прецизно на потрошената количина на вода и се разбира со добра цена овие берки би биле надминати како проблем, како појава. Неме говоривте за жителите на Загреб, колку вода тие имаат. Интересен е податокот, за да знаеме дека имаме вода, меѓутоа не се користи како што треба. Сега за Загреб тоа зависи се од големината на градовите и карактерот на нивното функционирање. Сега Загреб, ете го и Скопје тука. Скопје е како во едно правило се поголемо од Тетово за 10 пати. И број на население, и број на потрошувачка на вода и така натаму. Загреб е тука некаде. Загреб со 300, 400, 500 литри ги задоволува можеби потребите. А Тетово преголема количина на вода да троши. Тоа ќе мора да се измени во наредниот период. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието, останете со нашата програма. Пријатно!